Постои поговорка според која лошата навика да се подлажува може да прерасне во поопасен начин на кој таа во крајна инстанца се ефектуира. Владиниот скандал мајстор кој очигледно ужива сериозна протекција, што се уште е таму каде што е поставен, продолжува да манифестира непочитување на етичките норми кои треба да бидат пилари на секоја нормална власт. Драги Рашковски има завршено докторат. Вториот докторат исто така му е завршен. Боже те сачу, Боже те сачу. Тоа што еден докторат е завршен, по ниту еден узанс не се брои како завршен бидејќи не е одбранет, па со самото тоа и не е докторат. Разликата меѓу големите и малите професорски лаги не ја прават ваквиот теготрип и умисленоста, туку бројките. А за нив, од неговото појавување до неодамна, својата доминација во просторот и во времето, тој самиот себе си ја довери. Па се од домакини некако, од домакини тој збор математичка прецизност и помеѓу политичарите гледам во Република Македонија. Боже те сачу, Боже те сачу. Тој збор на вистина е од домакинет бидејќи секој политичар многу добро ја владее оваа наука, особено кога станува збор за проценти. Сепак при употребата на тој термин мора да се биде внимателен. Оти математичката прецизност предполага никогаш да не се калкулира со вистината оти кога тогаш. Наместо предпоставениот ќар од сигурноста на контото се впишува огромен зијан. И наместо да ставате празен простор и да ширите заблуда преку вашиот портпарол и одговорен за комуникација во владата нема износ, јас ќе ви го кажам кој е одговорот, нема износ затоа што износот е нула. Тоест, Кристијан Мицкоски работеше про боно. Периодот од мај месец 2015 до крајот на април 2016 како универзитетски професор бев ангажиран за одреден месечен хонорар, ви кажале од владата околу 1000 евра беше, 60 денари, точно е тоа. Боже те сачу, Боже те сачу. Но не се само математичките недоразбирања, туку проблем прават и лингвистичките. Моќта на бројките е слична со онаа на зборовите. Тие може да бидат украсени, а беззначајни, со цела промашени, ама никако кажани па повлечени. Оти не е можно да се зборува на еден јазик во Битола, а на друг во Прилеп. И во нашиот нов завет, а тоа е нашата нова изборна програма. Изборната програма е нов завет. Што е тоа на што вие се заветувате, односно што ќе биде новото? Не погрешно беше протолкувана таа моја изјава, можеби ја малку повеќе архаизмот го користам во сопствените изјави. Ќе се обидам да во иднина тоа да не го потребам. Боже те сачу, Боже те сачу. Се додека речникот кој се користи од однесувањето кое се практикува е неприлагодено, тие што почнуваат се поудобно да седат во фотелите, може да бидат спокојни и да се сликаат, дури и таму, каде што треба да работат. Па јас не сум знаел дека овие луѓе неверојатна работа додека јас зборувам, владеачката структура си прави селфи. Боже те сачу, Боже те сачу. И на крајот, за сепак да нема толкава комоција. Сигурен сум дека во многу илјадници разговори има доволно компрометирачки материјали и за други луѓе, особено за овие кои што се денеска на власт, а кои што опозицијата, предпоставам, ќе се обиде да ги стави во функција на овој притисок за дискредитација на Заев пред се. Боже те сачу, Боже те сачу. Врските со Грција никако да профункционираат. Но можеби не е само до расипаните телефони, туку и до оние од кои сега секој повик е слободен.